И кога сите врати ке се затворат, не ни преостанува ништо, освен да се обратиме кон Створителот на небесата и земјата. Исламот е вистина ви представува. Се пренесува една случка дека во едно место живеел еден познат доктор, кој се викал доктор Хишам. Еден ден во брзање излегол од својот дом, доцнејќи за на аеродром, бидејќи тој ден имал голем состанок во најпознатата светска болница, каде требал да добие големи пофалници за неговиот голем придонес во медицината. Кога одеднаш му се случува големо изненадување. После еден час лет во авионот, пилотот ги известува сите патници дека авионот го задесил голем дефект поради лошото невреме. Авионот добил голем удар на гром и дека присилно ќе мора да слета во најблискиот аеродром. После слетувањето, доктор Хишам се упатил возбудно кон шалтерот за информации, кои го известиле дека сите патници треба да почекаат 16 часа до следниот лет. Доктор Хишам им се обратил со зборовите: "Јас сум светски доктор. Секоја моја минута кај мене значи човечки живот, а вие сакате јас овде да останам 16 часа, чекајќи следен лет. Тоа за мене е невозможно." Вработените во шалтерот за информации му одговориле: Докторе, ако навистина вашето време е многу битно и скапоцено, можете тука во аеродромот да изнајмете еден автомобил со кој би имале шанса да ја постигнете вашата дестинација што поскоро. Доктор Хишам, немајки друг излез, оваа понуда морал да ја прифати, така да изнајмил еден автомобил и тргнал по патот на својата дестинација. После тргнувањето со изнајмениот автомобил, во текот на патот го задесил големо невреме, со силен обилен дожд и голема магла пред него, дотолку што не можел да го управува изнајмениот автомобил. После долгиот пат, доктор Хишам увидел дека му е потребен еден мал одмор, така да застанал покрај патот и издогледал пред него една мала куќа. Се насочил кон неа, не знаејќи со кого ќе се сретне и да побара за солниште од големото невреме. Но доктор Хишам не бил сигурен со кого во неа ќе се сретне, но сепак се решил да затропа на вратата и да побара помош. Тропнал на вратата и вратата ја отворила една старица. Побарал дозвола од старицата да влезе внатре во куќата. Старицата го видела изморен и изнемоштен и увидела во него дека има добри намери, со тоа што старицата го прими како гостин во својата куќа. Прво што побарал докторот Хишам од старицата е да му изнајми телефон за да ја оправда својата отсутност во многу битниот негов состанок. Кога доктор Хишам ова го побара од старицата, старицата се насмеа и му рече: "Каков телефон, сине мој, он мене бараш? Зарем не гледаш каде се наоѓаш? Овде нема ниту струја, ниту телефон. Но повели, одмори малку и земи шолја со топол чај. Имаш таму малку храна, земи јади и смири се, за да си ја повратиш малку силата." Доктор Хишам се заблагодари на оваа старица, па земал од храната да јаде. Помеѓу тоа време, додека доктор Хишам јадел, оваа старица станала да го исклања својот намаз. По завршувањето на својот намаз, старицата упатувала дова, молејќи го на Аллах, насолзена во очите. Во тој момент, доктор Хишам изненадно догледал во креветот и приметил како едно мало беспомошно дете лежи. Доктор Хишам многу се разочарал поради состојбата на болното дете, па одлучил старицата да ја праша: "О, мајко, поради која причина ова беспомошно болно дете лежи во креветот?" Старицата му одговори: "О, сине, веќе подолго време ова дете болно лежи. Срцето ми гори за него, но не можам да му пружам помош и затоа после секој намаз упатувам дова кон Аллах, за да најдам начин да се излечи. Ова болно дете, о, сине, јас го имам прегледано секаде според моите можности, но сите доктори кои го имаат прегледано ми велат дека само еден доктор може да го излечи ова дете." Докторот ја праша: "О, мајко, кој е тој доктор?" А старицата му вели: "Се вика доктор Хишам.
Доктор Хишам беше запрепастен и се увери на Аллаховата милост и ги цитираше Аллаховите ајети. А кога робовите мои ќе те прашат за мене, јас сум сигурно близко, се одзивам на молбата на молителот, кога ќе ме замоли. И му се обрати на старицата со насолзени очи. О, мајко, навистина Аллах ја прими твојата дова, со тоа што имаше големо невреме и авионот го удри голем гром, со тоа што беше принуден да слета во најблискиот аеродром. Твојата дова беше толку силна, што невремето го зголеми, јас да не можам да продолжам со изнајмената кола до мојата дестинација. О, мајко, твојата дова толку беше силна, што единствениот доктор што може да го излече ова болно дете, го донесе пред твојата куќа. О, мајко, биди радосна и благодарна на Аллах. Јас сум доктор Хишам.